Здраво, другари! Здраво, крипто революция! Значи, идеме. Ей, гледа, ще забрив ово. Брати. Забравихме, пиво така се става, другари. Пиво не се става без пеничка, брат. И аз извинувам, ама да не изтече на мало спадо. Забрив да ставам пред да почнем, сега не ми се па рестарт правя, па трябва да бришам видеото, па дръндръняриня. Иначе пиво трябва да има пеничка, тия келнерите ще ви го стават сега модерно, то е да умрете от киселини, дай Боже. Така да, другари, да знаете, дека трябва пена да отстоя, па после да пиете, брат. Иначе устомава е нуклярка. Така да, старата гарда келнери беа професионалци, които ударе, пейна, тече, пивото е активирано, а не оно, полека става, чеще полека, да няма пена, да не направи много як фраер си, а устомава нуклярка. Брат, че имате киселини, пък имате, брат. Имате киселини, брат. Не знаете ни пиво да пиете. На овай канал все нещо може да научите. Наравно ги смета, ама. Затова пък си отна работа до 2000 вод до 67 години. Ще сега да имам, брат, че... Кой е, брат, тип? Само какво се викаше? Вавада. Логиката на Вавада. Вика, значи, ако си сменил от биткоин, уада си още уигра, прашалник. А ако си сменил Етериум, не си уигра. Па ада е от дупло по-голем пат от Етериум, а и няма никакъв хайп около коин от мъртъв коин после буларанът от 2021. Етериум барем се врати на своят all-time high, додека ада не беше ни близо. Интересен си, но логиката ти е buy and pray само. Я му кажа в мое слово да ти кажем, дека въобще не си разбрал нищо, а имаше видео логика на коя цена шо како, значи тия логики са комплетно, може да кажем, типа комплетно дигитално неписмен, затоа шо първо я кажа в биткоин на коя цена трябваше да се смене и Кардано, па Кардано да се продаде, па да се смене, значи Кардано колко пати оди нагоре-надоле, али какво и да е. Реприза джаве да не му обяснувам, но за това ако има другарче да ти кажем, Крипто Академия и от профита от тая Ethereum толкова много ще го направиш, спрема илядарче и за една година ти е това илядарчето, 1000 евро за тебе, няма попусти. Пък и те научим за Кардано логиката, на спрема Ethereum и Кардано логиката, брат, ще те научим. Ке видиш това е bull market, па на коя цена аз съм кажал да се смене, пошо очигледно дека не на македонски, брат, дома да ти дойдам, да ти го преведувам видеото, да ти бръмблам, мислям дека такви тежко ке сванат, разбираш, защото той е намислил нещо в главата и той е. Ама ако ке платиш и да видиш какво ке разбереш логиката. От това сите са експерти. Сите са експерти. Да ти го видиме видео, имаше да пущаш ти какво си го сменил биткоин, на коя цена на Ethereum си го сменил, пък колко профит си извадил да видиме. Дай да видим, затвори ми устая. Дай видео да видим, ки ти го обявам. Дай видео да видим на коя цена си го сменил ти биткоин. Така от после експерти. Да видим биткоин на коя цена си го сменил, за колко. Колко ти е профито. Какво си го купил още по-голема дупла количина на биткоин. Другари, нещо ако не разбирате, сменете си го, правете си какво ще знаете и си правете профит, брат. Тук аналитиката е тая. От сега натаму, значи по много сте експерти, аз съм проценил отдамна, ки си платите и ки ви покажа човек какво е. А па вие со истите пари, от другата страна ки играете, вие какво ще мислите, па да видиме колко пари ке направят. От такви експерти много ги има коментари отпосле. Ама от банк акаунто нищо няма. Дай да видиме видео, нищо няма. Дай да видим портфолио, нищо няма. Дай да видим видео какво си кажал кога да се смене биткоин, Ethereum, биткоин, па Ethereum у биткоин назад. Видео доказ. Така, после, ако ги седнем, све сте експерти, брат. Си платиш, брат, че иледарче и логиката ки ти стане, не логиката ки ти стане логика, брат. И мъртвия коин ки ти стане жив. Овака, брат, ще дрън яриня, брат. Може да пишеш, що сакаш.
Това си е твое мислене и чуе си го за тебе. Мене уопšte, брат, не ме интересира твоето мислене. Не сме ние къде тебе на канал. Ти си към мене, брат, на канала, брат. И за по-така да научиш, си платиш. Няма веки Гуги, више време. На здраве. Няма време, више Гуги, брат, философия тук, извичници, прашалници. Ке дойдеш, ке платиш, брат, чу академията. Ке те частаме на пивци. Ке те седнаме и ке те обяснам логиката. Дека има видео и, брат, замисли видео има и да не разбереш логиката, па и мислиш дека си паметен, па и си поставил прашање, а уствари поема немаш. Ти, ако си знаел шо е какво е, нема ли да поставаш прашањето, jednostavно ке си уживаш, разбираш, направил си профит и то е то, или снимал си видео, и чекай да гледаш, снимал си видео, да ме демонтираш, разбираш, дека аудитирам, иначе ти кажем, имаш и други криптоканали македонски кои ще повикуваат да се смене биткоин за Ethereum, никъде ги нема. А тия луѓето там што ги беа сменили и изгореа, дојдеа кај мене у канал и упораке, брат, шо да правиме? Шо да правите? Па ги слушајте тие други канали, аналитика, геополитика, дрн њариња, сменија биткоинот за Ethereum, изгореа, сега, ајде да не збореме веќе за Ethereum, глупости Ethereum, тие моите што сменија за Cardano, ќе ги видите овај bull market. А тие што сменивте за Ethereum, баш контра сакам и вие да покажете портфолиото. А тие моите што сменија ќе го покажат портфолиото. Ќе покажат портфолиото што се сменили биткоин за Cardano. Тие се, брат, на пат да станат милионери. Тие што сменија за Ethereum, брат, тешка работа да станат милионери, брат. Тешка работа, брат. Може само окви да станат, брато е ист. По такви канали, брат, че от ChatGPT, шо да правите? Нем да биете такова, брато. Какво има се викаш името, това не можем да го запомним, брат. Първо, брат, научите да ставаш некое македонско логично име, да можете да го запомним. То, ама уопšte, че, ко беше? Уопšte, брат. Уопšte не може да го запомним, до утре ги го забравям, що се вика. Па ти си яда, бе, брат. Ти си яда Cardano, изгорел си, па сега сагаш да плукаш. О, брат. Гледай кармата. Ада. Шо не си ЕТХ? Брат, не се забавя. Просто си смени името от Ада Cardano, смени си го ЕТХ Ethereum. Забавя се. Другар, ке си спремаш илядарче. Илядо, ке дойдеш и ке правим обед. Ке ти го обясна. Гледай, добре, че си сели в този Нью Джерси. Там, брат, че... Там какви будали живеят. Ова го гледай, брат. Ова е кой изрод е, брат. Ова го секош активират и секош изпаја он како што не вика. Ама секош, брат, секош. Излегне ли овај да сере со извинение, Джим Кремер, не знам. Никош не испаѓа он како што вика. 90.000, баш еве да видим. Ако испадна во е прв пат. Ама нема. Биткоин паѓа за тоа што, другари, сабота и недела не работе Wall Street, па му видя што паничат нема што да прават. Понеделник треба да лита. Гледај ги овие, брат, за глави. Гледај ги овие изродите луѓе и у Флорида ги има веќе ново. Ово е 100% личи на Саут Бич. Саут Бич, Майами. Нема, много се овие групи се собират се много опасни луѓе. Возат, напаѓат, много се опасни. И бели, и црни, и латино, нема тука црно-бели. Много се опасни. Ова изгледа или издругирани плюс пиян, чим... Брат, полицијата тука е спремна, нема за африканци. О, гледа, брат. Гледа, ке утепа некој ресторантове, бати изрода, бати, гледа. Гледа, ке утепа некој деца има тука, види. Не, брат. Много големи изроди има луѓе тука. Много големи изроди има, брат.
Братче, се живо се активира. А иначе ово видео да си го изгледате, не знам кој ми збореше што носто брмблаш Америка, Русија, ово видео ќе си го изгледате, пошто у претходно видео што пробав не може да го пуштам у подкаст, дека не знам зашо ме го блокират, валјда не може да се објави или отие на руски јазик. Ово видео Рина Лул ќе си го изгледате да видите брат Западот што прави брат. И сега Путинчо ги благослови. И за тоа го мразат. Ово е многу јако видео, 3 минути. 3 минути има превод на руски, ама има превод. Многу јако видео е. А ово е уште појако. Кој ми беше прашал дали коините ќе вредат у иднина, брат, мислам дека 2030-2035 вие почнете да се собирате парички, посебно тие постарите, ќе имат вредност. Ќе имат голема вредност, дека се одеме у дигиталната доба и овие книжни пари и овие чуда ќе вредат многу брат. Коините ќе вредат многу овие парички. Посебно ово сега да не окажувам подкаст, посебно овај дел што прават на која страна е завртено, ќе гледате година, ќе гледате оштетеност, фабричко оштетување. Тие многу повише ќе вредат. Ја имам дома некои, треба да ги најдам, се надевам дека мајка ми не е чистила до тај степен да земе да ги сврли. Иначе имав едно време, собирав голема колекција. Ќе видам што останало. У Америка имав ама книжни и на крај ако се селев у Мајами, толку ги бев скрил што просто останаа таму. За жал имав една $2 книжна, многу стара, кој што вредеше уште у тоа време вредеше мислам околу $200-300. Не се сеќавам точно. Ама остана у Мајами. Ово беше најако видео, брат. Ово видео дето мисли дека типо е бездомник, оде да му дава пари, а типо мултимилионер. Само Америка, брат. Брато, сериозен. Ја вчера ја некте кога беше го пострел. Хеј, пиво, ге. Типо сериозен станува, значи гледате веќе у тие кампањи и кај нас имаше еден тип што сакаше у Скопје мислам да се кандидира за градоначалник, не го помнам името. Ама ние му кажавме да изнесе програма каква ќе има. Славчо му разгледа, вика некако чудна е програмата, не можеме да му ја разбереме, иначе имаше тип у Скопје кој што сакаше да се кандидира за градоначалник, дека ќе вете дека ќе имплементира крипто, ама со Славчо не можеме да му го разбереме каква е имплементацијата, дека у Македонија брат крипто е уште државата не е уопште заинтересирана, така да може да му беше како реклама нешто. Ама и плюс кај нас се намести на изборите, така да не му го разбравме, ама се надевам дека уиднина ќе има луѓе што како него ќе направат добра програма, поздрав до дечкото, ќе направат добра програма и ќе објасни дека ќе му објавиме у групата, зашо да не. Ама оваа програма што имаше не му разбравме. Другаре, ова е македончето. Буквално е со 50 луѓе разговарав у пораки, овие денови како паѓа. Сите тие 50 се убедени дека нема булмаркет. И повеќето се 4 години, а има некои од 7 години у крипто. 7-8. Значи сите мислат дека е крај, дека е завршило. Значи сметајте колку погрешни канали гледат и колку на мојот канал не му веруваат. Значи биткоин ќе паднал на 50.000 на 40.000 да купат. На 40 на 50.000 да купат, па после ќе одел нагоре. Не знам стварно тие аналитики од дека ги вадат. Овие се чудат тука до 89.500 да направи флеш краш и одма да полите нагоре за да ги собере комарџиите, ако паѓа нели, ќе отиде 89.500-600, за да ги собере комарџиите само. Не дека они сакат да падне нешто. Ако падне, може само да ги собере комарџиите. Флеш краш. Собира ги, дури никој нема ни да купе. 0,1% дали ќе успеат, 0,01% дали ќе успеат да купат на таа цена, ако се ќе нема кој да ја продаде. Значи тоа е берзите само ако направат флеш краш. И замислете си другари, биткоин ќе паднал на 40.000. Аве пеничка. Не знам одека ви таа аналитика погрешна, стварно не знам. Тоа нема се случи другари ако падне биткоин на 50.000, а ние стребе да сме пред бул маркет, не разбирате една работа. Ако он падне на 50.000 на 40.000, тога и алткоините колку ќе отидат?
минус 2000, минус 3000 и како ќе ги напумпат нагоре? Нема логика, другари. Значи, ако случајно се стават на големи суми на милиарди, там трилиони, дека ќе отиде ово многу екстра там, да речеме, еве, понеделник, ќе лита толку многу, можеше малку да падне. Еве, они више неколку пати направија. Неколку пати, мислам дека... Чекај да видим само. Еве, гледај, тоа е тоа, гледај. 96.000, 95.000. Не, 96.000, 95.000. Тука е 94.000, тука е 95.000. Што значи тоа, другари? Тоа е се живо собирање пари на овие. И тука, значи тука се више ставиле дека ќе лита нагоре само што не експлодирало, бум. Разбирате ли? 93.000. Тука више стават дека ќе падне уште надоле, овие гледаш пумпат го. Овие стават дека ќе оде уште нагоре, овие го будат доле. Става дека ќе оде уште надоле, овие ги одат нагоре. Таа е принципот на линиите. Тука става дека ќе оде, гледаш што прави, цуп, цуп. Значи лаже ги и паѓа. Значи тие што се комарџи изгубија сите пари. И оноко ќе речат од крипто сите ги станат богати, утре се вајале, другари. Еве, гледате дека нема сите станат богати. Тие што играат леверидж, што тредат, тешка работа. Затоа што овие паничат и продават, не е само да сака да тредат. 94.000 и гледај сега што паѓа тука. 92.000. Ово 24 сата, луѓе. 1000-2000, тоа е многу, брат. Мислам 1000. 94.000, гледај што паѓа тука. Бум, 92.000. Гледај што прави. Сега они викат ќе падне на 90.000, тука значи што мислат? Ќе падне на 90.000, така ли? Рокат големи суми, овие гледај што ја прават. Лажно дига и овие се викат ора, сега ќе падне. Бум, 94.000. Тука сега викат толку ујде 96.000, овие удара 93.000. Гледај што ја прави? Ово, другари, е квантум компјутер. Тие знаат точно колку луѓе се заложиле, толку колку луѓе се ставиле на која берза. И точно тај квантум компјутер луѓе ги има сите логови и точно знае што како да играе. И плюс берзите знаат да читат овие работи, гледат и они имат инсайдерски информации, гледат колку луѓе на нивната берза се ставиле, гледат и на другите знаат како да следат. И едноставно си прават дамп за да ги соберат сите пари. Берза не може, брат, да стигне, да речеме, еве тука е стигнало на 96.000 и сите се ставиле, еве пак се врне на 103.000 и ставиле се леверидж и берзата да земе, да не продаде за милиарди за да крашне и да ја исплате. Брат, берзата не може да загубе, брат. Едно е вие да купувате само, многу луѓе се збркани. Едно е само да земе сега сите само да купуваме биткоин. Ќе оде нагоре. Ќе оде бавно, ма ќе оде нагоре. Ово тука што го гледате е све комарджилак. Тие е луѓе кои што стават на 94.000, толку е леле, ујде 96 и овие гледај што ја прават. Бум, 93. Сега стават 90.000 ќе падне, бум. Гледате ли на кој начин? Тај ден што ми прашам, наједноставно да ви го објаснам ова, другари. Јас сум седел да гледам и си викам на листо, чека сега, ќе направам леверидж овака. Брат, не испаѓа. Кој да го правиш и да го вртиш, секојаш си на загуба. Секојаш. Има финти кои што, например, да играеш контра нив, што можеш да направиш пари, ама ти треба, другари, еден цел биткоин и ти треба да си у Македонија на Binance дека се големите играчи. Не у Америка. Големите играчи дека се на Binance. У Америка, верувајте, нема такви играчи, разбирате ли? На Coinbase ја го сум одобрен, се уште не се ме блокирали, чека да си селам па да ми го затворат акаунто. Не можам да играам, да продадам такви суми, например, да ги изиграам у моменту. Например, дури може да играат на секоја берза, еве тука може да отиде од 95 или 148, Джимини да отворите може да отиде до 94.500. Binance е нај што може да погоди. Тоти таму се ептен големи играчи, там не е само берзата. Таму стварно има трейдери, разбираш, на дневно што играат и што прават пари. И целата финта е што таму, другари, многу полесно може да продадете и да купите назад. Додека нови америчките берзи, брат, нема толку многу американци кои што играат и маче се да испуне, не може да испуне работа. Јупитер видовте. Никој во Америка не играе. Тоа не е дека не е америчка такво, туку никој едноставно не играе, например, кој него играе, кој не ја играе таа берза, кој не е заинтересиран, ја испуштив да продадам старата здao, ќе направев багимити пари. Али гледате што е, ово е све парите и собират луѓе, да знаете.
Значи Cardano ADA process over 300,000 transactions in recent days. Suppressing 115 забръка 8 милиони total transactions on chain. Cardano него сбориш го Cardano, тая па вика мъртъв такво, брат. И ке гледате такви ка Ларк Дейвис, ке гледа едно видео и експерто за мъртъв коин, брат. Мъртъв проект, мъртъв чейн бил Cardano, Господ чуе, брат. Много дигитален народ, брат. Cardano умира исто како што биткоин умира, брат. Со години умира и никой не е умрел. Да беште паметни да си купивте Cardano, да знаете што е Devil's Wallet, до сега да си взимавте процентче, уопште да не ви интересираше цената. Замисли ти кажуваш на Cardano мъртъв проект, а мене Cardano ми ги плаќа сметките 4 години. Cardano ми ги плаќа сметките, нито го продавам, нито го надувам и ти викаш мъртъв чейн. Че ти жив си с оплатата от Македония, така ли, що не можеш да си подмираш сметките, да си ги изплаташ, се рече, ти не ми знаеш сметките, ама сигурно не си, брат, много срекен, че им си опаднало Ethereum. Тежка работа, брат, от тук можете да направим аналитика, дека си уидел фантазията. Значи, мене ми плаќа сметките Cardano, е мъртъв чейн, ама ти работиш за някои тамо работодавци, да речеме, или имаше приватен бизнес с 100%, който не е толкова профитабилен и ти кажуваш, той е живо, платата е жива, ще я взимаш, така ли, а Cardano е мъртъв, ще я сеям дома и интересна работа, е бати мъртви оче, такво. Кешки да няма може вътре такви мъртви, брат, че да ми плакат сметките, брат, да си го кулирам. Мъртви оченки, видите, да, ти, ако дойдеш другарче към мене в академията, ке платиш 1000 евро на година, твоите пари, ако ги даваш, пред тебе ки ги уложим у Cardano. Дойде в академията, запиши се, твоите пари ки ги ставам у Cardano и ке ти покажа мъртви очен, какво прави с илиадар, колко прави. Мъртъв чен, вика. Другар, вземи, ако не разбираш крипто, вземи там патроло, македонските улици и какво е канал и нас не чекало. Ама ме со тая музика, брат, ке им блокират канал. Патриотите у Италия, ще кажеш другаро, кокта. Брат, що те на тебе Италия безбедна държава? У Италия, другари, и я какви видеи имам гледано. Ако ги постирам, ако ги обявам, брат, вие шо не сте италияни, кидете там да се тепате да браните народ. Ако обявам, я видиш, ке доткам затвор сигурно да я бие дома. Какви видеи има, какви видеи съм гледал, що се дешава в Италия? Силование, киднапирание, грабежи, брутално притупване на жени, деца, на старци. Брутално. Шо вие излегнава, защо? Шо мислите? Само ще вие такви се не покажуват видеото точно. Дото ще ги покажат, окей, го избришат. Другари, цяла Европа ке би това. У патроли ке одат жените и децата няма да може да си ги отнесете там на работи на школа. Пази, ово аз съм кашал преди 11 години и ми се смее. Не сега да се правим експерти. От стария канал ще ме следили пред цели 11 години. Ракуните напаят. Не е ракуни, овай път е на комшията мачката. Патрола. Ако нека патрулира. Тук имам баги глувци. Тока е, брат. Само интересна работа. Дома 11 години няма видено глушец, брат. А дървена шупа ще се вика. Али надвор, комшиката ще ги храни кучинята. Уфа, кокай съм видел старци. Ще най-искрено ти кажа, мисля дека Нью Йорк са най-големите, ама има големи. Повече личат такви на... Не знам, не ми личат на како нашите. Не е старец, ама не е маленко глушец, разбираш. Некако чудно е, брат. Не знам, трябва да го видам дали някой посебен тип на... Како полско глуче да е, ама е гигантус верзията. И не са такви, нели, опасни или не, дори не се ни плащат от логията, що е чудно. Другари, видеята се, те за така. Значи ви кажем дека има bull market. Защо на другите канали драма, загинаме, умреме, гледай сликички, толкова надоле, леле, брат, this is bad. Ке умреме, ке загинеме. Другари, Америка, брат, седеш дома и гледай. Онайки ми кажува за Ethereum. Со Ethereum, брат, не се купуват. Това ми се свия към Америката. Да станеш да готвиш, прва държава в свето, шо да станеш да готвиш, не си сплакя, брат. До вратата ти го донесат, това е много тежко, не може да дигна. До вратата ти я донесат пицата, поевтина е, органска, от PC маркето, поевтина е да
отколку дома да ја надеш. За таа математика, јас сум првиот македонец што ја дознал математиката дека одредени места дека идеш органска квалитетна пица да купиш и храна е поевтина отколку дома да готвиш. Ниеден балканец не ми веруваше се дека не му направив математиката. И беа шокирани. 15-20 години живеат во Америка. Не знае дека да си порачаш е поевтино дома наготвено, квалитетно, до врата донесено топло, поевтино отколку да готвиш дома храна. Че да ставам фриждеро. Ке изгасив ово. Че другари треба да се даде типс и да ставам у кујната пошто мерише многу. Мобето кој е? Значи јас сум првиот луѓе македонец кој што е открил дека да купите органска, 100% органска, квалитетна, значи со комплетно ревју, со најдобрите оценки за чистота, да ти го донесат, се поисплате од колку да готвиш сам. Значи 10 луѓе се кладија со мене, сите 10 изгубија кладбата. Така да у Криптоакадемијата ќе ја кажам аналитиката, пошто е многу едноставна, ама многу јака аналитика е. Значи многу јака аналитика и Македонија има иднина, да ви кажам, уште у тие работи, например, до дома да ти го донесат, да ти ја донесат храната, доколку на село се произведува квалитетна органска храна и тие села ја носат на стварно стабилни луѓе там по градовите кои што ќе ја претворат, да речеме, у сендвичара, пицерија, што те знам там, ресторанти кои што ќе носат дома храна. И таа храна ќе е многу поквалитетна отколку дома да ви стои во фрижидеро, отколку да дојдат да се карате дома кој да сготве, кој да измие, кој да иде да купе, кој да тражи паркинг. Чи ако Америка може, прават трилиони тука долари бизнис и ќе продолжат да надават, само што за жал ќе ги сменат луѓето и ќе биде се роботизација со дронови и со роботи ќе се носи деливерието, али у Америка се направиле концепт кој што висок квалитетна храна може да ти ја донесат до дома и да ти е поисплатлива, замисли отколку ти да идеш да купиш, да ја сготвиш и ќе ја кажам аналитиката на Криптоакадемијата. На другите сум ја кажал, сега подкастот, ако најдете, ќе научите многу тај подкаст. Таа аналитика е 11 годишна аналитика стара, кој што сум посетил многу ресторанти и сум истражувал на таа тема, пошто ме интересирало како е возможно тоа, брат. И конечно открив како. И ќе го кажам, кој го интересира за бизнис, како може да направи многу парички од да има на село да прави производство на да речеме да одгледува, каже го, живина и овоше и зеленчук, да речеме, како да има у градо компанија која што нели ќе ги претвара у готови продукти и плюс ќе ги носе на домашна адреса, како на редовни членови ќе го продава и како дел ќе држи од портфолиото у крипто, за да му избие многу трошоци, да речеме трошоци што има, ќе му донесе профит од bull market на bull market и ќе нема конкуренција. Ама тоа ќе се учат само тие што се на Криптоакадемијата, брат, и тие што ќе се прави круг на луѓе. Че Криптоакадемијата не е само ја да филозофирам нешто дека се правам паметен. Криптоакадемијата, тие што ќе дојдат, ќе види дали тоа има логика или нема логика, и кога ќе види, и гледате ли стомаго како, ома знае, брат, че исто како кафето, гледа, оти го спомнав. Знае, брат, че стомаго дека е донесено јадење и иначе пицата е органска. Од пиците многу висок квалитетна. Ја иначе од тие америчките пици едино јадам уш една пицерија, кој се викаше италијанска стара Палијачи ли беше, и таму околу, може да кажам дека 90 и нешто проценти е органска храната, италијанско производство, но другото е америчко, ама не сум видел некој да имам проблем или нешто киселина ме факет или ништо тај другиот дел што ја стават. Мобето е исто, чека сега ќе забравев, кој ме вчера праша, излажаве. Другари, еве тоа црното е фактички сега. Црното е New Belgium, ама не е 7,5%. Тука е било 7%.
Rich Tart Raspberry, ale with notes of chocolate and vanilla. До душа, ово е много чудно пиво, ако ќе пробате први пат, ќе речете, брат, треба да историш ово. Како мирише е страшна работа, али треба со 2-3 коцки чоколада, за да го појачите вкусо и пазете, 7% со 2-3 пола чоколадо, да речеме од 70 или 90% ќе гледате, не тие milk chocolate тamo што ги стават, значи 70 до 90% да е какао и да нема milk chocolate, туку другите работи у него што се ако има хани, мани, такво нешто, да има walnuts или да има, како се викаше, лешници. И ово пиво да го пробате, брат, доста уникатно. Интересно. Стварно мирише, не знам. Ја у живото немам помиришно на овакво нешто. Ово е, идем се да земам да отворам 10 лимики и да ги оставам само да мирише. Не знам. Заразен некој мирис има на... Иначе, кој пиво е? Каде бе таа камерата, нели, толку пари? Ке го најдете, другари. Мобето на стримовите, гледате, ја не сум у паника, ниту ништо, брат, чил. Нема тука технички анализи, леле, брат. Ке се гинеме, ке го најдеме. Како другите канали, брат, сити гледај драма, леле, брат. Сликички, паднаме, загинаме, брат. Гледај го, брат, драма и гледај ко 12.000 го гледале, 46.000 го гледале. 50.000 го гледале. Тај канал пак бодека ми е тука, не знам. Cooked 29.000, изплашена фаца 12.000. Леле, брат, 22.000, this is the Zcash. То Zcash, другари, разтори. Се гледа, драматични работи, лоши слики, чудни наслики. Али нема страшно. И денеска паднало е, па другари, никој не го видел ово. Трамп вика, approve bill align 500% тарифи on countries trading with Russia. Брато, претера, брат. Разбирам, Make America Great Again, ама никако, брат, да учат таа историјата дека брат, Русија е непобедлива држава. Прво, големината, количина, комплетно може да се изолират од цел свет и ништо не треба. Сега да, взимат нели там чипови, бла-бла-бла за војна индустрија и све живо, али верувајте, ако сакат да 100% Русија владеја Русија, може комплетно да се изолира. Се имат, ништо не треба. Се имат и може да се го живеат живото како у раја. Ама гледај, ки идеш на кино, брат. Дека бе да идеш, брат. Ама сега да се тепат, брат. Ама само они се нешто проблеми имат, само они нешто. Ама меѓу ни се утепуваат, ама се нешто, ама за малку нешто, брат. Америка со плата, може да биде перфектно, дома да ти го донесат јадењето, брат, насмејани луѓе, брат. Ти го донесат дома, даеш бакшиш, еве, крипто имаш, може да седеш, брат. Пари дава Трамп, кредит може да земат, брат, куќата да заложат банката да е кредит, кола може да ја да земат каква сакат, телефон, гардероба може да земат, компјутер за $90 од $10,000, компјутер за 78 за $90, рата може да земеш и само, братче, дека да отидеш у кино, у продавница, но ама секаде се тепат, брат. Ама секаде, брат. 11 години, брат. 11 години у Америка. Абе една тепачка, добро, сега на интернет има. Една тепачка да уидех, бех от 3 држави живеав, от 19, 17, 19 држави бех. Ама едни бели не видов да се степат, бе, брат. 11 години. Едни белци не видов пред мен да се спотепат. Афроамериканците. Брат, на време се тръгам от и там, после некои секунди литат и овакво. Имате куки у Америка. И некој може да дојде, че ово има музика, не може да пуштам. Значи некој може да дојде, јас сам ја купил куќата, плаќам данок за неја, некој може да дојде, да ми ја разбие куќата, да си ставе нови тамо клучеви кваки, која се викаше македонски забрив, брава, и он може да живее у куќата. И ти ги викнеш полиција, значи типот ти се уселил, типката, ти се уселила у ово и ти не можеш да испаеш од дома.
Ако вземеш да отепаш, ќе те затворат. И овие чекат она да отиде на работа, да отидат, па доваѓаш ти си, овие собственици си ја разбиват собствената куќа, менат ја клучалката и после оваа доваѓа да се жале да се кука, па ти конечно си направил клейм, земал си ја куќата, откако си ја разбил, затоа што тај што ти ја разбил и се уселил у неа, е уидел на работа. И ти само тогава па замисли ако некој друг член е останал еве со оружје да те утепа. Во собствената куќа. Другари, куќето во Америка не е ваше. Така да. Ево, ово ако не се лажам, дури и во Флорида. У по-цивилизираните такво, ама валјда нейбърхудо е промаш. Така да, другари, Прво, у Нью Йорк имам видено многу окви. Там не може да најдат полицајци. Значи многу сум видел полицајци кои што женски се стајне там за трафик да регулират. Ово е чудно да нема едно 20 полицајци да ја помогнат, ово прв пат гледам. Сега многу луѓе нападнале, била пополнета, била дебелка, ово оно, брат. Не може се најдат не може се најдат физичко спремни полицајци таму све на дрога. Жената добро е што се нафанала да работи како полицаец без разлика на тежината, затоа што тој е изборот да ја таа тежината. Да стане да регулира сообраќај, не е за овие дивјаците братче да се тепат таму. Овие се тепат братче насекаде за се и свашта овие брат. Ово е тука, не знам зашо не ги затворат доживотно. Не знам брат, не знам. Еве 80% од луѓето што се депортирани немат никаков криминал. Ама нели тие се законите, дојдел си тука легално, нелегално треба да си одиш. Ама луѓе овие треба да се затворат 200 години. Ово е туристичко место. Тука се прават милиарди долари. Ово е 100% Нью Йорк, ово е Нью Йорк. Таймс Сквер треба да е, мислам, или не. Да, Таймс Сквер е. Значи, брат, тука милиарди долари туризам. Тука секој доваја да види. Овие иначе плочки сум жив сведок, 6 пати ги минија. Там кој пара се украде, не знам. Со зоката спиевме тука негде. Сега ќе ви кажам. Не, тука е фосил. Тука негде мислам дека треба да е фосил. Ние со камионот бевме секој сабајале у 5 сата паркирање тука. 8 месеци чекавме брат, кој имаше деливери за фосил. Моравме да отспиеме еден саат, тука имаше construction прави менија го во 6 пати го менија. 6 пати го ставија, 6 пати. Ако лажам, значи испод 4 не. Ама нешто у главата ми е 6 пати. 6 пати го променот ово. Еднашка беа направили многу јако. Ово се е многу мизерно брат направена бојата. Еднашка имам го видено, у тие там 6 пати што го минија. Значи луѓе тука знаете ли колку полиција има? Ја прв пат кој довикам, доро заради туристи, многу полиција има. Тука на Таймс Сквер ако нема полиција, тука верувајте, овие би си спотепале, бодели, пукале нон-стоп. Значи, добро е оваа што е тука да сопре трафикот да не ги поизгаза. Пошто гледајте, брат, тепат се, никој не застанува у Америка, тоа ме нервира. Додуше не е дека ме нервира, тој не знаат, може да извадат пиштолет да се препукат уствари. Никој не застанува, гледате да проба да сопре, да укажат и ти ќе испаднеш утре крив. И може да си испукат. Гледаш, она ги сопира, сообраќајот, се некој се брза за некаде, брат. Сообраќајот си продужува, гледај. Добро што нема ножеви и пиштоли да се испопукат. Ово е секојдневие. Значи секој ден. Ако седнете на YouTube до секој ден. Колите си надувате, може да ќе падне со главата, бе брат, ќе го згазаш, брат, гледај у главата го удара. Туристите гледат и добро што нема посериозни ово. Никој нема да помине, да разделе, да помогне, да... Не знам. Страшно е и не ми се свиѓа, брат. Кој ќе рече некој во Америка, не, брат. Може тај ден ќе си бил там, може ќе се припука, брат. Во па у Германија, Европа, и тие там, па чека да не блокират видеото. Тие па там више, брат. Тие таму више и тоа, брат. Германија, Франција, тоа е, што ја кажем, брат. Македонија, другари, помнете ми думата. Многу полесно ќе се справиме. Че не блокират видеото, страшно е. Да не кеш да... гледа, поправаш си у камиону во Америка сред бел ден.
И што треба, брат, бодигарди, што треба, ротвайлера да ставиш, да те чуят, брат. Значи, се некој гледа нешто, замисли можете тупнат позајат из боди да те онаде, брат, да те... Тука сите комшии ми ги спограбеа, брат. Сите, дојден. Нас среќа што таква фација имаме европска, па мислат дека сме руси, па не се не упаднали. Ама сите, братче. Ама што не украдеа? Комшијата доле пробаа да го ќе наберат. Полиција, никаква полиција не. Сега да викнеш, сега Трамп е победил, ќе дојде полиција. Иначе, никаква полиција, братче, не даваеш. Ние тука покажа, кажував 200 пати, полиција не дојде. Дојде после 2-3 дена колку 200 пати. Иле. Ево. Гледај, брат. И полицијата го раде. Ќе ми блокират видеото, братче, за ореди во сега, што не го видов. Брат, што да ја кажам? Овие по 100 тук, гледаш. Те пачка и пукац. Секој ден, петок, сабота недела, понеделник, секој ден, братче. Ама секој ден. Америка била голема држава, оно дрн, сите би се вооружени. Другари, јас сум 11 години тука. Там дека живее претежно поголем дел бело население, ја 11 години немам видено ништо овој. Ништо. Нула. Дека се афроамериканците и латиното мешани, таму, братче, каш попара, брат. Ово е Њујорк усред бел ден, братче. Сред бел ден Њујорк, брат. И ти бизнески имаш тука, брат. Ево. Сред бел ден. Таргетирате, гледат какви часовници носиш, гледате ланци, манци. Овај брато си играе играчки со живото, не го дава, гледај. Играчки си играе со живото. Што да ви кажам, брат? Брат, дај ми го тај часовник, тие вишите, дојделе, јаделе се, виделе се, што носиш, брат. Ту утепат за еден саат, имаш бизнес у Њујорк, правиш профит, ке си купиш друг. Другари. Што да ви кажам? Удржава дека $21 може да работа до 33 до $6 construction стигнува, они се одлучили да крадат. И ти, тај како ќе го описменеш, брат, како ќе го рестартираш, како ќе го направиш. Ќе те утепа за еден саат, брат. И шо? Колку ќе живеел тај саат денови? У Америка, брат, многу сериозен проблем има државата, брат. Многу сериозен проблем. Could break the algorithm for Bitcoin? Are there countermeasures that they could be put in? Брат, овие ја тупат исто, квантум компјутер ќе пробил ова 200 пати истото видео. Не може, брат, да го проби и тоа е. Некој што измислил квантум компјутер и истата компанија измислила биткоин, зашо, брат, да дозволе квантум компјутер да го уништи? Лојка нема, брат, лојка. Дека ово Свицерланд. Тоа е. Знаеме дека ќе прифанат. Ово е буквално луѓе треба вие да го преживеете ово. Да знаете. Ово треба да го преживеете. Не така тука купивме братче биткоин и леле оти нема бул маркет. Леле брат, утре ќе станеме богати. Не, другари. Ово треба да го поминете, брат. Ќе почекате два бул маркета. Среќа замислете си, ја треба, не снимај до краја на бул маркетот, не снимај видео ниту едно, па да видите досадно ли е, едно исто ли се зборе, ама што мене интересира за Америка, ама што ме интересира за Европа, а што се дешава во Америка по улиците е битно за цената на биткоин и крипто. Тука, браче, граѓанска војна почна со на тај, како се викаше Флојд, како се викаше што му настапнаа на шијата као демек. Под една тепачка настана граѓанска војна тука. У Сиетл кај мене држава беа направиле тука. Тука беше држава, имаше зона, беа се заобиколиле зона усред центар, дека не смеевме да улаваме, биколевме, не можевме, некои луѓе не може на работа да отидат, ние не можевме ни да излаваме. Тука, другари, е многу битна што се дешава у Америка и Европа, да знаете. Што вие видео не се бош. Замислете си, да земам да не снимам видео до бул маркетот. Ке плачат по телефон, знаеш колку луѓе ми пишат? По 100 луѓе, брат, снимај едно видео, чисто думе нешто. Само, брат, ставиме парите паднаа. Разбираш ли, ја не знам стварно како се паднале, ама криптоакадемијата ќе дојдат, ќе ги оправат. Значи купуват само кога оде нагоре. Многу мал дел купуват кога паѓа да дополнат. Не мале пари, ама ако литне нагоре имате пари да купите. Ке се научите другачи, не е проблем. Тука се учи од YouTube.
Тука со Крипто Академијата. Ке видите разликата. Има ли фајда, нема ли? Во инк, викам, бро, what the fuck, не се сеќавам кога сам го пострел. Зашо нема други видео? Мале, брат, 10 видео, постови ми ги нема. Over, чекай, 161 милион вредност од токени will be unlocked this week. Тај дел debasement of your currency or you're frightened of your economic or political stability of your country. You can have an internationally based instrument called Bitcoin that will луѓе, ова е газдата на планетата. local. Оваа компанијата е газдата на планетата. And so I'm a big believer Гледате газдата на кој владее со овај свет. as an instrument. Тоест има и други ешелони, ама официјалното лице, See that it тебе го, брат, is да знаете. Някој зборев за BlackRock, народот ме прави ненормален. hope security. Овој што каже тоа? The question is, could you see a 2 or 5%? Брат, зашо нема? Денеска сме недела, бе. Денеска сме недела. Чекай да видам, дека беше. На инвестири сега, шо има. Брата, листате го, ако ви се досадне моите видеа, дека се сум зборил, пролистајте го видеото на, леле, пушти се исито, мислам дека сега кјумрам од Жешко. Пролистајте го ова на Invest Now, пролистајте го ова чудо. Брат, треба почесто да постира. Треба почесто да постира. Шо, нема ли приказните, бе? Изминали се. Ще видим кој не, 3, чекай, 2,3 милиарди долари во долги 2,3 милиарди во долги позиции ликвидирани во последните 7 дена. Биткоин 24% одлично се от all time, каква е највисоката вредност сите времиња. Не, тука беше ова. Семејство Скарамучи инвестира над 100 милиони долари во американскиот BTC Solari Capital. Wisdom 3 вели дека ETF се криптоиндекси ќе бидат следни одбар на... Другари, ние енос улаваме у... Сол, ете, држат над 24 илјади сол, во вредност од 3,4 милиарди долари. What? Тие нешто знаат, брачи. 3,4 милиарди. Ја кажав, тоа Солана нешто ќе оде багимити. Нешто, брат, ќе има пумпање. Ева, гледај, шо е, креме на ева. Секој пат кога Джим... Кремер најавува, нели, бер маркетот. Ова вешка интелигенција не може да го преведе добро. Значи вика секој пат кога Джим Кремер дава проценка за пазарот, се случува спротивното. Што ја кажав. Ама секогаш, брат, значи он вика сега 90.000, има многу луѓе следат, ќе продават биткоин сега на 95.000, разбирате ли, за да купат на 89.500, овај у 99,9% сега ще отнува работата. До душа, мислам дека овие чекате да видат овие комарджиите како ќе изиграат, така да... Ако погледате ќе е прв пат.
Јас сум од инвеститорите во Сол, инвеститорите во никош не бил поголем. Брат, мора инвеститори да купуваат и од двете трупат. Месечно ќе купува биткоин со метод на просечна цена, додека многуме пајан ќе продават. Брат, типо си го бива, брат. Ова е, брат, че упаѓа ли тука, нема зима. Ништо страшно, брат. Само што преде криптовалута вредност од се ликвидирано у 60 минути, тоа пред колку е пред 13 сати. 100 милиона, брат, долари. Шо ово има... Брат, ја уопште не гледам тоа намалување, јас чекам bull market, брат. Тоа трейдерите да гледат договорот меѓу САД и Кина за ретки земени метали може да се постигне до денот на благодарност. И се нешто ја тупат до тај ден, до овај ден, само да манипулират со овоа, брат. Се они нешто не се договорили. Стомаа, брат, ќе се утепаа за храна, тражејки. Значи, само што пе, Илон Маск вели дека хуманоидниот робот на Тесла Оптимус ќе ја елиминира соединуваштијата и ќе обезбеди. Многу луѓе ме прашаа за ово, другари, аналитика која ќе направиме, Македонија ќе издржи многу повеќе од Америка. Дека у Америка веќе таксистите, еве у Сиетл више е пристигнато, ќе го тестирам, пристигнато е такси без шофер. А тука има многу таксисти, брат. Многу таксисти. Збораме за фамилии кои што возат само такси, кои што ги донесеа специјално за тоа и дадеа и социјален и куки све живо, се сомалиците. Значи сомалиците прават од 70 до 150.000 долари на година прават од комбинација Uber и Lyft и комбинација на апликации што носат, да речеме, DoorDash, кои беа други сега ги забрив, апликации кои што работат за деливери на храна. Прават измеѓу 70 до 150.000, зависи нели која област ќе да се пуште, кои денови работи и колку сати. Американците дозволуваат да работат многу сати. Тие имат од 3 до 5 деца. Кај нив е многу пострашно. Американците имат, белите веќе имат само едно дете. И се расово изумирање, буквално што се вика. Овие сомалици да и се живи здрави деца, ја немам ништо против, ама проблемот е што луѓе у Сомалија ти да си ја развиваш твоите држави, да правиш деца многу, да, тука, брат, тие деца одат веќе у криминал, одат у многу лоша насока. Значи, сомалиците не одгледаат деца за да го запише нешто на факултет или да направат приватна нивна компанија или нешто. Таткото вози од сабајле до вечер такси и сите тие апликации, децата се оставени комплетно сами на себе, мајката е домакинка, кој што уопште ништо не ја слушат, значи, тоа сум го лично истражувал, уопште, брат, немат никаков респект повеќето, што е многу чудно, например, муслимански деца што сум запознал, например, спрема родителите и спрема старите, имат страшен почит, брат. Ние го немаме тај почит спрема баби, дедовци, спрема мајки, таткоци, како што ги имат они. Муслимани, брат, што сум запознал од Русија, од тие Киргистан, Узбекистан, од Турција, брат, цулива му раци, значи почит и почит спрема постарите. Овие тука мал дел да имат, ама овие другиот дел тука, брат, заедно. Тие гаш краат коли, тепат се, надуват се, таткото по цел ден на работа, тај не знае на која планета, во која димензија е. Не смеат да ги тепат, не смеат да ги надуват и мобето е највеќе ќе страдат у Сиетл сомалиците, дека овие емигрантите веќе се депортирани, највише ќе страдат сомалиците дека имат многу усти за хранење, да државата дава за што повеќе деца дава бонови, али мислам дека Трамчо тај дел ќе го рестартира и нема да има веќе луксузирање и туку у Сиетл ќе биде комплетен колапс. Комплетен колапс ќе биде у Сиетл и низ Америката, посебно Сиетл, затоа што брато овие работи што ќе ги сврле многу работни позиции ќе уништат. У Македонија мислам дека у наредните 5 години ќе бидат окей, нема да биде толку ќе се губат работни позиции дека америчките компании гледате ќе затварат.
ама неаме ние македонски политичари кои што ќе креират, например, Скопје со 700.000 жители, ако не се лажам, лупам, му треба другари минимум 7 села што ќе произведуваат храна, значи да го хранат, за да речеме дека е стабилен град, да е ефтин град, да е удобен град за живот. 7 села минимум треба да има, со сериозна количина на жители, минимум да речеме минимум 10.000 да има тоа село. Минимум. Зборам работна сила. Да има 10.000 работна сила која ќе произведува за Скопје да е функционален и тај обрт на економија да се направи лут обрт на економија. 7 села му фалат со сериозна храна, со сериозно деливери систем, може да биде и роботизација. Скопје ќе биде браче многу напреден град. Само ние немаме луѓе со идеи. Ние имаме луѓе што таму тајни друштва се бират, стават се на позиции и тие нешто там стават му обезбедување, стават му шофери, они се филмани као деве кони се некои, знаеш. Македонија само пропаѓа, тоа сум го проценил 2003 година, за тоа бегам надвор. Значи ја да не се правам паметен, ја сигурно може да направам у многу сектори повеќе за Македонија отколку тие там сите што се стаени на сега да не упаѓаме македонска политика, што се изберени од тие тајни друштва, стаени си тие брат, тие не знаат кондурите се врзат. Мен до сега замислете се никој не ме контактирал од државата да ме пита за идеја. Замислете се, другите држави си ги имате сконтактирано и луѓето што само $300,000, ја познавам човек, само $300,000 у профит, го имате сконтактирано да види државата што може да дознае од него, у крипто. Мене, брач, никој ме нема исконтактирано да праша што ја информација знам за тоа. Ништо, брат. Ништо комплетно. Као да сум никој ништо. Другите држави, брат, помагат и дури и они плаќат авионски билети овие да отидат, да и даат совет, да го земат што е тај научил. Кај нас, брат, страшна работа, брат, страшно. Ајде, роботизацијата 2035 веќе стане сериозна работа и у Македонија. Така да бегајте на село другарчиња, дека тие сега што одите на факултет, не знам за што одите. Да, ќе можете да ако сте креативни, нема да може роботизацијата и вештачка интелигенција да ви е закана. Ако сте креативни доволно, човекот секој може да најде да прави профит. Затоа ја ви учам тука. Затоа треба да дојдете у таа криптоакадемија. Ако не, листајте тука работи се стајани, гледате, ја мора да брмлам, да лупам, да вртам, да се глупирам пивци, мивци, пицичка. Ти алгоритмот, брат. Јас се борам против алгоритмот. Алгоритмот вештачка интелигенција сега моментално гледа, брат, ова е некој лудак пие пивци, реклама за пиво, пица, нешто тука, збора нешто, такси макси, нешто теорија на заговор, и ме стават, гледате и у последно време како ги вртам обетите, видите не ги бришите. Разбирате ли? Не ми ги ни пријавуват веќе. Пошто се нешто брмлям. На некој му е смешно, на некој му е интересно, некој знае да ископа информации, некој сваќа што зборот ти пажливо слуша, не е на телефона да си чепка. Така да, другари, ако сте креативни, нема да имате никаква закана. Ако сте у нашата академија, има да ви спремам 22 години искуство од теорија на заговор и 12 години искуство у крипто. Вали да знам, брат, че ако сте ми гледате видеото, вали да знам нешто што да ви кажам троа повеќе за како да преживеете. Верувајте, биваме и за бизнеси да ви кажам, не само за крипто. Све живо сум прочишлал тука низ Америката. Све живо. Компании кои ги зголемуваат своите залихи на биткоин, внимателно следете го. Еве го, сега не е добар преведо, најновиот список на топ 25 американски компании кои држат биткоин. Значи пази, топ 25 компании не престануваат да складират биткоин, ама јас се извинувам, пивцото. Ама од Македонија ми кажувате дека биткоин ќе паднал на 40 или на 30 или дека нема да падне. Ја вие будали ли се, брат? Топ 25 амерички компании. Strategy, Mara Holdings. Таа не ми текнува која беше третата. Чекај. Metal Planet, која е Bitcoin Standard Treasury Company, Bullish, Real Platform, Coinbase Global и Coinbase Global, колку има? Вау.
GameStop не се дава, бе. Машала, алали. Некој си трупа, ама државата мен не знае да ме контактира да ја кажам стратегија, така да понижение, сега јас сум со средно. Они се со факултет со дипломи. Сега не е така. Ова изродо е стајан од службите да има драма, као да ме кон нешто зборе за биткоин, цела фамилија, ова зборе за против биткоина, а зборе за златото, стар вампир, со извинение диносауруса, цела фамилија му има биткоин, па и он сам има биткоин, ама глуме лудило нешто. Овие што му обрекат внимание, многу повише реклама му направи отколку што нешто он кажува интересно. Ја па не прочитав. Питер Шиф го нарекува бизнес модел на стратеги и измама. И го предизвикува Майкл Селер на дебат. Брат, гамо ја прифана. Мислам дека му прифана. Брат, ќе го расцепи. Ќе проплаче овај брат. Мада тој да говори на дебата на елитата, ама ќе му изгоре газенцето. Ама ме нема ништо добро не дела. Опа, че Јапонската агенција за финансиски услуги FSA се движи да ги класифицира криптовалути како финансиски производи и да ги намали данъците на 20%. Другари, до сега за крипто Дубај и Швицарска. За да не плаките данок. Харва, тоа го вчера видовме. Брато, Бога ми е извоземен. $200 милиони за прецизност. Чекај. $200 милиони у лонг позиции беа избришени за само 4 часа. И кој ќе ми речат, брат, ќе станат сите богати, крипто ако е така, ако е пототи, гледај брат. 200 милиони. Другари македонци има. Многу македонци играат, братче, да знаете. Македонци кои шо може истите тие само да ги чуват, да ме слушаат. И се кајат, викат, леле, брат, гледај, само да ги чувавме. Како што вика, ние те правевме ненормални. Само, вика, да ги чувавме, вика, увија 8 години од како ни брмлаш, вика, оваа таа бул маркето кој што вика требаше да ги продаваме, вика. Само, вика, да ги чувавме. Па викам, брат, не ли ви кажав? Нема човек, Комаров е многу земана работа. Значи вика оптимистички директорот за инвестиции на Bitwise Мет Хуган вели дека има огромна поборувачка за средства усогласени со стабилните монети. И еве не верувате, јас сум му кажал, нешто му влиза во окото. Јас сум кажал USDC купувате си и на Binance си го ставате на лихва, колку дават проценти, ако не верувате у крипто. И тоа ќе научим ово. Не верувате у крипто, окей, стај си USDC, stablecoin, 1:1. Там паѓа 99 центи, 99, нема никош да стане $2, тоа е stablecoin 1:1. Може да падне, ама вие се чувате, ви живеете од 4% што ќе ви дава берза. Која банка ви дава 4%, другари? Никоја. Stablecoin, ако случајно се предомислите, не ви треба време од банката да ги префрлите, имате ги на берзата тие stablecoin. Панал биткоин за 100, панал Ethereum за 100, панал Cardano за 100. Тие стейблкоини се многу подобро луѓе да ви стоат на крипто берза отколку банките. Парите у банките ќе видите ќе плачат тие што ќе ги држат. Кој ќе има тај блекаут и сите тие работи. Толку ли? Ле, луѓе, шо правам ја, бе, брат? Ово се исклучил. Саат 4 минути. Како бе, брат? Ја па натискам тука, гледам берзата. Саат 4 минути, нешто друго нема. Шо? What the? Шо е бе, бе? Не, овие се ненормални, брат.
Гледай, колата забрави да я ставил паркинг. Колата забрави да я ставил паркинг. Ало, колата, брат. Колата, ало. Леле, брат. Не, овие, леле. Сред бел ден, на празна улица ќе загинат. Другаре, ова е Америката. Гледайте. Убава куки, убава кол, убав тренинг, жив човек, няма сите се на работа по дома. Нема ни едно дете да си играе по улица. Сред бел ден, сончев ден. Гледай, брат. Я не може да живеем тук. Македония? Брат, сега имаше тука скара, пиво, тук се оговара овия. Тука некој ки манијачеше другата комшиката, брат. Не. Тука сега имаше некој голф, ки сме измислили билярд, футболчињата. Все нещо ки си играеш тук. NBA имаше да играе. Гледай која е улици, брат. Ово се богатите населби. Брат, нито излават, нито се дружат. Нема социализация, брат. Джабе и пари, джабе и коли, джабе и бизнеси, джабе и се. Кога си дойдеш умрело, сите изморени, кој по дома, не си живеят. Ако почнат да сонат, сигурно ќе се изпукат, ќе се степат, ќе се скарат. Не можат, брат, со Македонија. Може да нема пари тамука, може да политиката не ја бива, треба да земе, се преземе државата, да се оправиме. Пошто другари, ово тука е, гледај. Ово е ни жив, ни мртов. Ни жив, ни мртов. Ја тука сум дојден да истражувам. Ја, гледате, ако бев тај таков, што се прави, ја уште од Македонија кажав, никогаш нема да земам амерички пасош. Сега, на еден повек да звонам, можем да земам пасош. На еден повек да звонам, можем да земам пасош. Легално све. До тај степен имам во врски. И имам и женски што ме сакат. Сега може да ја звонам, да речем, брат, жена ми се американка, да речеме, што ме познават, разбираш. Никош не сум бил врска, никош не сум бил, нели познаваме се, што сме се дружили. Сега да речеме, слушай, треба ми, сакам да се оженам, без пари. Едино не ми се взимат, нели, вакцините. Сега да речем, брат, взима ми се, дојде ожени со мене, те ке живееш ке мен, плакам јадење, спање, ке се шетам едната манамо, да до дома да взема да ме проверат, легално све. Може да се оженам, јас сум кажал, никош нема да се оженам, јас сум дојдел во Америка да истражувам. Дојдел сум да видам дали е така, така и така и така, да видел сум збор, не зимам пасош, ке земам и српски, и бугарски, и хрватски, и црногорски, и босански, и руски, и полски, сите словенски држави што се, сите да ми дадат пасош. Сите ги земам. Од тие македонски кралства, другари, Филип II Македонски е имал, кажем, жена и од Илирија, денес се Срби, и од Тракија, од денешното што се вика Бугарија. Од секаде се имале жени, си поизмишале. Тоа се 16 македонски племиња, иста крв. Разделени се од толку Словени, што сме 350 милиони на цел свет. Сите тие словенски држави што ќе ми понудат пасош, но сите го прифаќам. И ќе подпишам, да, јас сум тај нека зборот. Пошто сам ја открил историјата, брат. Илири, тракици, македонци племја, сите тие 16 што не можеш се да се ги забравам, треба да се ги запишам на лист. Сите 16 племја денеска што е Русија, Украина, Белорусија, Полска, Чешка дел, у Романија голем дел имаме. Значи Србија, Босна, Хрватска, тоа илирите се тај дел. Сите сме иста ДНК. Пасош, уопште да не страва. Ама ти си таков пасош, земи, оди брат, истестирај, пробај све живо, што сакат нека ти кажуват дека си ти тоа не си. Сите сме тие словенци, сме сите едно племе. Цел живот сме на печалба, цел живот сме скарани, цел живот сме се проблеми, цел живот све плукаме, ти си бугарин бил, ти си србин бил, ти си хрват бил, ти си шпион бил, ти си оваков бил, ти италиански пажеш, ти амерички пажеш, ти си сатанист, не брат. Ние сме си тие, словенци сме тие, треба да се земеме, да се обединиме, да се ослободиме од другари, ово не го планират. Овие си тие градови од 15 минути што планират дома само на себе. Ако не се сдружиме и да се ослободиме, само словените може да ослободиме свето, никој друг, да знаете. Ако не ово, ви чека. Ја, брат, извинјавајте, ама у Америка некој ми рече мало бав живот, да знаете какве лаши. Собират се, да, група македонци има. У Австралија диаспората стварно се дружи. Там сум видел, да, стварно се дружат, интересно е. Канада катастрофа, Америка катастрофа. Тоа е оговарање, драми, чуда, не. Австралија, да, секој час Австралија има диаспора што знае стварно се дружи. Али Америка и Канада не. Ово, другари, ако сакате да живеете, бујрам, брат, дојдете. Јас имам многу, ја ото истражувам, ви кажав. Значи, да не бев тука, се ти ке рече, не си бил, ока бев, видов, на терен сум бил.
Видел съм ги си държави, така да другари. Ей, брато, се върнали, бе? Телефона се забрави. Така да другари, Америка, не фала, брат. Не Трамп, кој сака нека ја онаде, гледай, брат. И ти кидеш, ти кидеш да излаваш, така ли? Гледай, на пешечки, гледай, брат. И джаве ти пари, джаве ти кола, джаве ти све живо, брат. Джаве ти пари, джаве ти кола. Еден сред бел ден, ке се пи, може ти да загинеш. И шо Гети Алекс си играеме, брат, не е тук. Дойдел си да живееш, да играе семейство, то може да биде член на твоето семейство, или ние ги си играеме GTA. Това е, брат. Македония, да, и там Дива лига више станува, али друго е да се бориш за Македония, друго е да се бориш за Америката, другари. Ево е. Тук па и музика изставили, брат. Шо да ти кажеш, И аз съм видел около милиарда работи. И никош не съм се повърнал там на тия места. Шо да кажем, другари. Не можеш, за крипто не можеш да найдеш информация, освен за теги, брат. Шо ти кажеш, гледай, това е истото ствари. Хайде да не вратам да ми блокират видеото. Другари, селяме се назад до Македония, правим академия, правим фарми и пробваме да се спасеме от това, що следува. Чао!